Зохран Мамдани им оддаде почит на своите поддржувачи со емотивниот победнички говор, заблагодарувајќи им се, како што рече, оние кои често се заборавени од политиката. Тој вети дека ќе биде градоначалник на сите граѓани, од такси возачи до собственици на мали продавници. Thank you to those so often forgotten by the politics of our city who made this movement their own. I speak of Yemeni bodega owners and Mexican abuelas, Senegalese taxi drivers and Uzbek nurses, Trinidadian line cooks and Ethiopian aunties. Yes, aunties. To every New Yorker in Kensington and Midwood and Hunts Point, know this. This city is your city and this democracy is yours too. Според градскиот одбор за избори, на гласањето излегле повеќе од 2 милиони њуњорчани, што е најголема излезност на избори за градоначалник во последните 50 години. Со преброени 90% од гласовите, Мамдани води со околу 9% поени пред неговиот ривал Куомо. Во својот говор Мамдани порача дека граѓаните избрале надеж наспроти тиранијата и дека Њујорк влегува во нова ера. This will be an age where New Yorkers expect from their leaders a bold vision of what we will achieve, rather than a list of excuses for what we are too timid to attempt. Central to that vision will be the most ambitious agenda to tackle the cost of living crisis that this city has seen since the days of Figueroa LaGuardia. Неверојатниот подем на Мамдани им дава сила на прогресивците во Демократската партија, кои бараат поенергичен пристап кон политиката. Сепак тој се соочува со силни критики од националните републиканци, вклучително и од претседателот Доналд Трамп. Трамп, кој го смета Мамдани за закана, во неколку наврати се закани дека ќе ги намали федералните фондови за Њујорк, па дури дека ќе ја преземе контролата врз градот доколку победи демократскиот социјалист.